Модерната автомобилска индустрија ја зафаќа така наречениот холивудски синдром, а тој синдром кажува дека манекенките сакаат да станат актерки, актерите сакаат да станат режисери, режисерите сакаат да станат продуценти. Во кратко, тука е многу кажано. Пред се тоа се однесува на сегментот на луксузните спортско корисни возила, каде припаѓа и денешното возило кое го имаме на тест. Lexus RX 450H не само што е пионер во хибридната технологија во овој сегмент, туку тој сака да се наметне на врвот на сегментот што се однесува до цената, потоа опременоста, но и перформансите. За разлика од неговите конкуренти кои се Porsche Cayenne, потоа Mercedes GLE, како и BMW X5, Lexus нуди извонредно високо ниво на опременост за далеку пониска цена. Цената на денешното тестирано возило е околу 79.000 евра, а во неа се содржани многу елементи на висок луксус. Исто така, за разлика од неговите конкуренти кои ги форсираат дизел моторите, Lexus има бензински V6 мотор кој заедно со хибридната технологија испорачува околу 300 конски сили. Но тие 300 конски сили се доволни не само за љути перформанси, туку и за економичност. Со хибридната технологија, за разлика од неговите конкуренти, Lexus RX 450H емитува 154 грама на километар CO2, што е помалку од споменатата конкуренција. Но квалитетите на Lexus не се концентрирани само на екологијата. Lexus RX 450H покажува дека спортско корисните возила, особено Lexus, знае да биде врвно луксузен. Па, за почеток на тестот да погледнеме што се нуди во неговиот интериер. Погледнете ја само внатрешноста. Во неа не само што има племенити материјали, туку е проткаена со емотивни детали. Таков е и Yamaha дрвото кое се наоѓа на централниот гребен. Не само што има пијано финиш, туку тоа е проткаено и со риги кои се направени од друг тип материјал. Инаку, финишот, завршната обработка е прекрасна. Морам да го пофалам големиот TFT екран на врвот на централната конзола, на кој многу јасно се отчитуваат сите параметри, па дури е погоден и за гледање телевизија. Во кабината престојот е извонредно комотен и луксузен. Тоа ви дава едно посебно чувство кога се наоѓате зад управувачот на RX 450H. Но да ги видиме неговите возни својства. Кога станува збор за сегментот на луксузни спортско корисни возила, конкуренцијата е немилосрдна. Lexus со третата генерација на моделот RX не остави ништо на случајот. Од имидж на доверливи, долго издржливи, но досадни автомобили, со новата генерација на RX Lexus покажува дека спортско корисните возила на овој
некој јапонски луксузен производител може да бидат и емотивни. Тоа не го покажува само надворешниот изглед, туку и интериерот. Но кога станува збор за емоциите, за секој возач битни се и возните својства. Во луксузниот сегмент има многу марки со извонредно висок имидж и звучни имиња. Па затоа Lexus мораше да промени уште некои работи што се однесува до механиката. Со зголеменото меѓуоскино расстојание од 25 мм, сега лежењето на каросеријата на патот е многу подобро. Со додавањето на овие 25 мм, Lexus реши неколку проблеми. Не само на подуправливоста која се јавуваше при динамично возење со претходната генерација, туку и со удобството. Во кабината, покрај големиот луксус, ке повторам, се чувствува како да се возите на вода. Амортизацијата извонредно ги абсорбира сите лоши ефекти на нерамни патишта, како што сега го возиме овој модел. За емоциите, кога станува збор, многу битна е и механиката, а таа во Lexus е доведена на повисоко ниво. Не само што одговорот на управувачот, како и на погонот се поагилни, така и реакциите на бензинскиот мотор, V6 мотор, се многу подинамични. Тој во спрега со двата електромотори, едниот се наоѓа на предниот дел, а другиот на задниот дел на каросеријата и задолжен е за погонот на задните тркала, дава перформанса која се мери со 297 коњски сили, но и пристојно забрзување. Таа сила е доволна да се совлада спринтот од стоечка позиција до 100 км на час за 8,7 секунди. Со овој параметар Lexus RX 450H не може да се мери со своите конкуренти, бидејќи тие го совладуваат овој спринт дури и за секунда и пол помалку. Но предноста на Lexus доаѓа до израз кога се вози еколошки. Еколошкото возење налага да се има полесно притискање на педалата за забрзување. Со тоа не само што се штеди горивото, туку и има и помала емисија на штетни издувни гасови. Тука Lexus успеа да биде пред конкуренцијата, односно да достигне параметар од 154 грама на 1 километар. Па може лесно да се заклучи дека Lexus RX 450H не е за оние кои сакаат да ги совладуваат брзините. Lexus 450H е скроен за луѓе со висока еколошка свест и со истенчени манири на дизајн. Кога се однесува на возењето, јас на тестот поминав неколку стотини километри, но сакав брзо да го возам Lexus само колку да видам колку може да постигне максимална брзина. Но тоа не е императив во овој автомобил. Со неговата хибридна технологија јас успеав да ја доведам потрошувачката во градски услови на возење на просечни 8,1 литар, а додека на автопат таа потрошувачка ја
зголемив за 1,5 литар. Удобството и економичноста не се единствените манири на Lexus RX 450H. Тој исто има и подесување на однесувањето на самото возило, не само на каросеријата, туку и на моторот. Во нормален модус на возење тој е класичен хибрид, но со префрлувањето во двата дополнителни модуса, Спорт и Спорт Плюс, ова јагне се претвора во волк. Самата реакција на V6 моторот е многу поагилна, а хибридниот систем нон-стоп пумпа струја во електромоторите и тогаш перформансата, но и однесувањето на каросеријата може да се каже дека се навистински спортски. Цената на тестираниот модел мене ме изненади. Вака високо ниво на опременост и племените изработка со извонредна прецизност која е типична за британските марки може да се добие за 79.000 евра. Со оваа цена има предност дури од 15.000 евра во однос на конкуренцијата. Јас не би сакал да навлегувам во вкусовите и афинитетите на возачите. Се разбира, за своји пари секој може да си одбере што сака. Кога јас би имал буџет за луксузно возило и тоа би решил да биде спортско корисно возило, тогаш би размислувал рационално. А рационалното размислување би го зачинил со малку емоции. А кога ќе го измиксате сето тоа и ќе направите еден коктел од парите што треба да ги одвоите за возилото и емоциите, тогаш мојата одлука би паднала на RX 450H. Јас не можам да ви го пренесам чувството на слушање на музика во RX со системот Марк Ливинсон, но можам да кажам дека тоа е едно извонредно доживување. И што забележав, а и тоа оди во прилог на Lexus RX. Во овие 4-5 дена колку што го возев Lexus RX, забележав дека многу учесници во сообраќајот го загледуваат завидливо. И не само од обичните марки, туку и собствениците на неговите конкурентски марки. Тие едноставно го загледуваа Lexus RX со чудење, но и со мала доза на завист. А тоа, покрај заштедените 15.000 евра во однос на нив, е доволен аргумент да се одлучи човек токму на RX 450H.